Благодарам, почитуван председателе, почитуван министер, почитувани колеги. Се јавив за збор по однос предложениот амандман од страна на колегата Јован, со кој амандман бара дополнителни 20 милиони денари за дозавршување на колекторскиот систем во Радожда, односно Струшко село. Го слушнав неговото образложение и навистина сакам да истакнам тука задоволство што и социјалдемократите од Струга почна да покажуваат поинакво чувство кон проблемите кои што граѓаните ги имаат во Струга, за разлика од минатото кога прашањата на граѓаните не заслужува одговор и навистина го поздравувам, ја поздравувам грижата страна на колегата. Добро е што еве не повикува тука да дебатираме за еден исклучително важен проблем, кој што самиот кажа е децениски проблем, значи не е проблемот од денес или од вчера, тоа е проблем кој што екзистира не 20, не 30, колега, и многу повеќе години. И за жал ниту една централна, а пак ниту една локална власт претходна не се заангажирала да започне со решавање на еден исклучително важен проблем, како што го кажавте, од повеќе причини. Сакам да истакнам дека ВМРО ДПМН е посветено работи на овој проблем веќе од 2006 година, почитуван колега, како централната власт, така и луѓето, советниците кои што се од ВМРО ДПМН во советот на општина Струга, и се дојде до еден степен на отпочнување со реализација на решавање на овој децениски проблем и причините кои што за жал ги чувствуваме сите ние пред се граѓаните кои што живеат во овие простори се очигледни, значи се работи за заштита на водите на Охридското езеро, кој што не знам од каде ги извадовте овие параметри кои што ги кажавте дека Охридското езеро е загадено 3 или 4 степен, кога през секоја туристичка сезона има испитување на водите на Охридското езеро. Тоа така се прави заради тоа што туристите треба да знаат колкав е степенот на загаденост на водата и никогаш не надминува од втора категорија загаденост на вода. Мислам дека не ви се точни тука информациите кои што ги имат. Да, треба да се реши овој проблем, затоа што од исклучително значење, првенствено за заштита на водите, од друга страна за потребата на граѓаните кои што живеат во овие простори и се разбира, тоа значи дополнителен инпут на развојот на туризмот во овој предел, бидејќи природата била мощно дарежлива и знаете дека и Калишта, и Струга, и Трпејца, и Лагадин, и цел овој простор каде што е опфатен, зафаќа опфат овој проект, навистина ќе треба да биде достоинствено место каде што туристите ќе доаѓаат и туристички ќе се развива. Но да не звучам дека напамет нешто говорам, јас или намерно го девалвирам вашиот амандман кој што ќе кажам дека е закаснат, почитуван колега, бидејќи веќе се работи на овој проблем веќе неколку години, за тоа кажа и почитуваниот министар. Само да кажам дека сигурно сте запознаени со тоа, бидејќи сигурно и вашите советници ве известиле дека е изработена студија за одведување на отпадните води од потегот Свети Наум градиште, изградба на пречистителна станица во село Трпејца, како и колекторскиот систем и канализацијата Калишта Радожда, и овој е проект од целокупниот прстен кој што треба да го заокружи Охридското езеро. Да, точно, и од албанска страна тоа се решава, но имаше бројни конференции, бројни семинари и експерти, не само домашни и странски експерти, кои што разговарале на оваа тема, направиле анализа и веќе се отпочна со реализација. Што опфаќа овој проект? Го опфаќа проектот од автокампот Треска, кој се наоѓа во непосредна близина на границата со Албанија, се до постојаната канализациона инфраструктура, значи говорам сега за Струшкиот дел, до местото Еленкамен, и со ова се решава одведувањето на фекалните води од автокампот Треска, од населеното место Радожда, од автокампот Ливадиште кој што се наоѓа во непосредна близина до Радожда, и секако се решаваат проблемите на викенд куќите од населба Еленкамен, а во непосредна близина самите кажавте дека и хотел Изгрев, и тој проблем ќе се реши. Мора да се потенцира дека се работи за еден поголем зафат, како во однос на должината, но меѓутоа е доста комплексен заради конфигурацијата на теренот и затоа бара дополнителни анализи и од страна на стручни експерти.
Затоа во проектот е предвидено да покрај конвенционалните гравитациони цевководи со слободно течење предвидени се и пумпни станици со цевководи под притисок кои ќе ги совладат висинските разлики и ќе овозможат квалитетно собирање на отпадните води од оваа област. Значи, трасата започнува од автокампот Треска, каде што е предвидена и првата пумпна станица, која што ќе служи за совладување на таа висинска разлика од приближно 5 метри меѓу кампот и регионалниот патен правец Радожда и Ленкамен. Испумпаните количини ќе се спуштаат во ревизиона шахта или шахта за смирување на енергија, која што се наоѓа во близина на регионалниот патен правец и од тука веќе започнуваат гравитациониот дел на колекторскиот систем и продолжува до Радожда, односно до втората пумпна станица. Конкретно за делот покрај кребежјето, во првата, значи цел овај проект се одвива во две фази. Првата фаза, во која што кажав се ангажирани и странски експерти, што влегува? Влегува изградбата на пумпната станица во Еленкамен, изградбата на колекторскиот систем Калишта Струга и одделување на фекалните атмосферските води. Вкупната сума на ова фаза е околу 6,4 милиони евра. А само делот колекторскиот систем Калишта Радожда кошта околу 574.000 евра или 35 милиони денари, што никако не се поклопува со сумата на пари кои што вие ја барате согласно амандманот, што ми дава за право да кажеме дека е така исврлена популистички и не се заснова на било какви анализи направени. Да напомнам и друга работа, дека средствата се обезбедени, почитуван колега, од ИПА фондовите, ИПА 1, ИПА 3 или третата компонента од ИПА фондовите за регионален развој. Колку за информација, почитуван колега, првата фаза е веќе отпочната и треба да финишира до крајот на 2017 година. Локалната самоуправа конечно се вклучи во овај навистина во овај проблем, горлив проблем и заедно со работна група од Министерството за животна средина и финансии, значи тоа ги завршуваат сите овие обврски согласно динамиката. Во втората фаза е предвидено изградба на прочистителна станица во село Враништа, проширување на колекторскиот систем за заштита на Охридско езеро, сепарација на фекални атмосферски води за Струга и за Охрид. Значи, се работи на овој проблем континуирано, требаше една посеопфатна анализа, значи проблемите кои што ги имаат граѓаните се решаваат. Сакам да кажам дека локалната самоуправа, конкретно за овај колекторски систем, имаше јавна расправа во село Радожда, не знам дали сте информирани за тоа, ние бевме таму, вас не ве видов, не дојдовте да ги слушните сите овие аспекти кои што ги кажуваше тимот кој што го работи овај проект. Значи пред граѓаните ги изнесуваше и проблемите, разговараа со граѓаните. Значи не се дава така амандман колку што да се даде популистички. Јас сепак го поздравувам вашиот напор. Да, ние сме за решавање на овај проблем. Добро што се отпочна, а што нешто ќе се отпочни и ќе се заврши. Значи крајниот рок е 2017 година. Ви благодарам.